текстописец, автор на љубовни песни, R&B и хип-хоп диџеј, башка аеродромец и страстен навивач на МЗТ. Панчо од ДНК, гостин во студиото на Репортер. Панчо, здраво! Здраво, добре. Ве најдов и поздрав за сите ваши гледачи. Драго ми што за прв пат сум гостин во вашето прекрасно студио, на кој многумина може да подзавидат. И се надевам дека ќе го задржиме вниманието на вашите гледачи. Јас сум сигурна дека ќе имаме јас и ти и добар мобет. Го отворивте фестивалот во аеродром, Back to the School. Прочитав дека се жалеш дека уствари прв пат пееш пред аеродромската публика како заклонат аеродромец. Така, навистина прв пат официјално пееше пред аеродромци или се шегуваше на... Не, ова ми беше не се жалев, него само се зафркавам, да. Кажав дека сум многу возбуден и баш кога отворивме фестивалот кажав, така? Сме пееле пред многу народ, се дешавало да пееме пред преполни сали. Некои настани кај што имало по 50-60 илјади луѓе на пиво фестивали и такви работи. Најголема трема имав пред своите дома. И ова имаме 17 години кариера, наредната веќе ние 18 ќе поразговараме за тоа подоцна. Прв пат настапувавме тука и ми беше особена гордост и чест дека пеам пред свој, најтешко кога пееш пред своите. Го отворивме фестивалот кој прва година е чином Back to School Week, еден урбан настан каде што има страшно добри и квалитетни артисти македонски исклучиво, го затвараат со странец Пол Ван Дај, како не се лажам, и благодарност од наша страна до луѓето од општината, градоначалникот кој се сети да ангажира еден локал патриот како мене. Колку имаше во публиката од твојата генерација и колку тие на своите деца им кажува ова е Панчо, ние се дружевме на времето ни за аеродром? Искрено видов многу ликови кои ми се малски. Ние не се осеќаме нормално како од звезди, а тоа го кажам од сам старт. Едноставно, нашата функција е да си пред камера, господинот кој не снима во моментов е позади, затоа мене повеќе ме препознаваат и ме знаат. Така да, јас сум баш малски и така сакам да се однесувам и не знам другачие. Улицата ни е втор дом, односно сме израснале на улица јас и Андреј. Не е битно што ќе станеш, него да знаеш, да не заборавиш никогаш од каде си дошол. И домашното воспитание е најбитно. Јас за среќа сум растал со една прекрасна личност која ми е вечен идол, мојата мајка, и кој сум научил многу работи од неа, кои дури сега ги разбирам како она ми ги пренесувала, иако сум живеел само со неа, она хаслала цело време за финанси, нели да ми пружа онолку колку што можела и нормално како што секој родител сака да пружи на своето дете. Така да ми беше многу драго што видов многу пријатели, беше една као малска забава, имаше доста луѓе, имаше млади клинци кои допрва треба да не слушаат и верувам дека им даваме некој добар правец. Кога сме кај таа аеродромска забава, она што мене ми остана на крајот сепак како впечаток е дека парите кои што сте ги собрале, сам дека околу 10.000 денари, беа донирани за дете кое што е за болно дете од Ресен. Така. Значи ДНК често се вклучува во некои хуманитарни мисии. Колку македонската естрада се вклучува во тоа? Како вие одлучувате кому да му помогнете? Кој вас ви помага за да помогнете? Како оди целата таа работа? Вака, тоа е еден, како што реков на самиот почеток, едно домашно воспитување и верувам дека по тоа се гледа каква ти е душата. Тоа е огледало на твојата душа. Ние, и јас и Андре, со две раце можам да потпишам дека сме немале. Сме иделе со автобуси по интервјуа, кога ќе не викнале негде у Тафталиџе, и тоа за радио интервју, кај што никој не те гледа, можда никој не те слуша. Зашто дониравме? Предпоставам дека кога ќе не допре нешто, и тоа е искрено и не прашуваме ние дали имаме или немаме. Имаме еден определен буџет кој ние стално го тргаме од сите настапи и стои како резервен фонд, односно фонд за донации, кога вистински ќе осетиме дека има потреба за тоа. Ова кружеше низ Facebook, го видов детето, се јавив на еден мој добар пријател Миха Догу од Ресен, го замолив да ми го најде бројот, ми се јави братот, разговаравме, му кажав дека тука нема лажање, нема превари, земавме наши цедиња, зборевме со продукцијата, ни дозволи 200 цедиња дадовме гратис и им реков на луѓето дека ова е од нас донација
кој колку може да даде, не дека ние ги продаваме цедињата, он може и да земе цеди и да не остави донација. Така да собравме околу 9000 и нешто денари, па јас додадов чисто да заокружиме, да не биде 9256, нели? А ова што беше со пожарите, едноставно тоа е наше место, тоа е на 50 километри од Скопје, не е ни 50, 40 на километри од Скопје. Ние често идеме, настапуваме, ја го обожавам Велес, ги обожавам сите македонски градови, ама не може за Амазон да се крене фама, за Нотр Дем да се крене фама. Кога доаѓаат наши соседи, немам ништо против Срби или Грци или било кој, ама секогаш туѓото е многу побитно и си го чуваме како да е наше, а не е наше, као до кога така? Да поттикнеме наши колеги кои за жал не се вклучуваат, претпоставувам. За жал не се вклучуваат толку или само шеруваат. Одлично е и што шеруваат, ама знаеш, фатете се за джеб, бидејќи 90% од тие, ајде да кажем прв ешалон, да не звучам, што се малце поетаблирани, идат и зимаат пари од тие општински настапи кога со години ги има и они се први или први се да исплюкаат ако не ги викнале таму, ама никогаш нека да се фатат за джеб. Многу често знам да најдам и да прочитам коментари. Еве, они само се фалат, они сакаат да ги дознаат дека помогнале. Зошто е тоа така? Тоа се да кажам. Дај Боже да има уште 10 како нашето се фалат. Ние никогаш не сме ставиле слика без да е тоа објавено на портал или на некоја телевизија. И така ние ги дознаваме. И кога одиме таму прашуваме дали сакате да ставиме и да напишеме текст зашто, бидејќи ако ние донираме и никој не види тоа, не може никој да ви помогне. Ние само може иницијатива да направиме. Предпоставам дека се тоа исфрустрирани луѓе кои не се реализирани у својот живот и кариера. Ама вие сте навикнати, предпоставам, не, ние сме оперирани од тоа. На сите тие коментари, и гледам дека добро се носите со сето ова и продолжувате всушност на... Нема проблем. Мислам, ние сме биле на најразлични тапети, сме пеле за најразлични партии, вакви и такви, сме подржували вакви настани, мислам тоа го правиме за финансија. Често знаат да те прозват на Facebook, на социјалните мрежи, дека си партиски на ова или на она страна, само заради тоа што јавно го кажуваш мојот став, го кажуваш својот став. Како се носиш со сето тоа? Немам, порано имав проблем, сега дефинитивно немам проблем. Имам проблем доколку би ми ја смешале фамилијата, тоест моите деца. Бидејќи тоа е нешто најболно и долно што може да ти го направите, не се криви они. Ја може да сум и најпартиски определени најголем гад, ама децата не се криви, пошто они не може да бираат кој ќе им биде родител и каква титула ќе носи родител. Така да стварно немаме никаков проблем, едноставно ние работиме. Ако како што тебе те ангажираат тука и сакаш да направиш најдобро за твојот портал, така и јас ако ме ангажира левица, ќе дадам се од себе да си го исполнам тоа што сум го направил. Ако ме ангажира десница, ќе бидам максимално за тоа, ангажиран за тоа и да ги исполнам тие работи кои сум се договорил да ги направам. Секакви работи имале. У последните неколку години пеевме за ВМРО, тоа јавно го кажам, сите јавно го знаат. Потоа и као не плюка едната страна. После пеевме за НАТО, имаше еден фестивал, а после другите за сорте. А ние живееме само од ова. Така да. Ја спомна преска, мајка ти често зборуваш на таа тема, дури често знаеш кога е роден ден или кога тебе ти е роден ден да споделиш емотивен статус на социјалните мрежи. Велиш, сме биле заедно, таа правила се за мене. Колку глупо е да те прашам колку ти недостасува, меѓутоа како се носеше со целата таа ситуација од моментот кога дозна за незината болест, па еви сега и се до сега кога веќе си свесен дека ја нема. Знаеш како многу е никогаш не мислев дека толку би ми фалела. Ја бев од секогаш самостален. Ама кога дознав, први има 3 фази во животот: неверување, па љутина, па после прифаќање доаѓа. Ја бев љут на цел свет, не можев да сите ми беа криви. Нормално, зашто најблиското твое нешто што ти значи све да е болно, а сите други да се насмејани. Знаеш, ми е криво на големи собери кога сега јас имам и фамилија, но на сите големи собери кај што не сум љубоморен, него ти е мака зашто се они сите ти си сам у наводници, нели? Па зашто ќе дое некој твој голем успех, не можеш искрено да го споделиш со некој, освен нели другарите, имаш ти најдобри, ама единствен човек кој не може да ти мисли лошо, освен ако не дај Боже има некои психички проблеми, е мајката и таткото. Дури мислам дека мајката е многу повеќе
по таткото и ги поддржам поише жените, иако они се зверови за мене, они се едно чудо. И ми фали ден денес и мислам дека ќе ми фали секогаш. Так. Ми е криво што не сум бил поблизок со неа и сега ги разбирам работите што она ми ги кажувала, што јас сега ги ми кажувам на моите деца, што е многу смешно, као стави ја маицата у гаки, пошто ќе те дува промаја. Као јас сум викал, гај, гледај си работа, ајде, остави ме више, бла, ама секогаш ќе Сега видиш ти мајка. фали, предпоставувам да ти го каже. Па ми фалат други работи, сега сум и повозрастен и ми фалат некои муавети и совети, бидејќи она била цел живот сам борец. Јас сум израснат без татко. Без татко си израснат, тоа Она сакате, била да. после технолошки вишок, сум кажал на не се срамам од тоа дека ни гаселе струја, сме немале зајање, па сум јадел кај другари, кај сестри и кај сестра ми нормално што ја обожавам и многу ја сакам и многу ми помага секогаш е тука за мене. Да би се родил повторно не би сменил ништо. Иако сум имал мачно и тешко детство, ама мислам дека тоа ме изградило како личност и ме направило да сум бунтовник без причина. Мајка ми секогаш ќе ми фали, да можам да го вратам времето би дал све. Животот иде понатаму, иако многу не можам да кажам секој ден, ама многу често ми стои тука и се потсетувам, јас сум и таков емотивец. И песната уште еден ден, тука морам да го споменам тоа дека е посветена на твојата мајка. Дури памтам дека на концертот одеше на веднаш веројатно откако на видео бим и сите мои драги луѓе или колеги кои се најдоа таму да направиме еден трибют и почит, бидејќи само така луѓето живеат вечно и твоите блиски кога ги споменуваме секој секојдневието. Песната ја направивме во еден здив, отидов памтам како што почина, после 2 дена отидов у студио и ја направивме песната. Сум вечно благодарен на Лазе, бидејќи ја сподели цела таа тага со мене и... Ми кажа пред малку дека си имал тешко детство и сега дојде моментот кога почна да заработуваш пари. Всушност, што све работеше додека да започнеш со музиката? Ја памтам дека вие не почнавте како Панчо и Андреј Деенка, туку почнавте со Океј бенд. Се наметнавте на музичката сцена и некако брзо ве прифатија и имавте неколку добри песни. Знаеш како, тоаш беше 2000-та година, ние бевме менаџери, знам ја Жичо и Фичо работевме уна, држевме корнер, булевари и некои такви работи. Тоа сосема случајно, спонтано. Дојде бидејќи беше актуелно, ајде да. Сите тогаш беше во подем македонската музика, да, експанзија беше. И као на шала на смеа и направивме една-две песни. Андреј беше у друг бенд, они се распадна, ние нормално немаше да продолжиме никогаш. Жичо е сега многу успешен тренер, Филипе по таа струка која си работи со компјутери и такви работи, држи големи фирми, знам. И сум многу благодарен. Само ти остана всушност со музиката, се најдовте со Андреј и како тргна приказната? Пред тоа јас работев, го памтам кod ден денес, му се јавив на Андреј, ја работев на рецепција, беше втора смена беше некоја 10 сат и му се јавам на Андреј и као он беше разочаран, вика не можам, цело време немаме спонзори, знаеш ти си мал па не те прифаќаат луѓето како сериозни, нели било порано ќе сум се јавил негде, здраво, овде Панчо Деенка, како? Панчо Деенка да ја прашам ти, ми спуштале телефони и такви работи. Добро, како се носевте со сето тоа? Па како се носевте? Сме биле помлади, мене животот ме натерал да не се откажувам така лесно и да верувам у тоа што сум го правил, дека стварно имало потенцијал. Може да ја не сум најдобар пејач, може да не сум најдобар MC, може да луѓето ме сакаат дека сум добар шоумен. Ама имате публика секогаш на вашите настапи, што е најважно. Значи, чим траеме 17 години има зашто. 17 години, да те вратам само, ти се јави на рецепција? Така, претходно значи сум работел конобар, шанкер, на рецепција, сме на рецепција, продавач во бутик. Така. Сум растоварал на пазар челубеници за да добиеме хонорар и донесеш дома 2 лубеници, 2 бостана под мишка. Се слушам со Андреј и му викам дали сакаш, викам да направиме бенд, вика јас сум многу разочаран, не можам, немам можност, пошто он беше фронтмен во тој бенд. Случајно почна, отидовме кај Принц, ни направи една песна, се мачев мисто со спонзори, со такви, кај имаш, тоа ја не ни заработував, ни Андреј, пошто ја работев у кафич, зимав дневница од 300 денари, тогаш работев у Паула
И ја од тие 300 денари, 100 денари давав на мајка ми, односно 100 денари оставав дома, 100 денари за да јадам и 100 денари за ги чувавме за сметки, односно за мајка ми, 100 денари за сметки, 100 денари за мене. Сум сидел од Беко станица пешки до аеродром. Многу пати, не еднаш. Или ако некој начекам да ме врати, знаеш, или да се шверцаш у автобус. 18 години до година ќе правите на музичката сцена. Како ќе го одбележите тоа? Имате ли некој... Имаме замислено 18-тиот роден ден, помалисто да ќе го прославиме со Unplugged концерт, кој го планираме во Македонската опера и балет. Треба да договориме само датум и тоа да се отствари. Имаме одличен бенд, ќе бидеме многу луѓе на повеќе од колку што сме сега. Сега сме 9 луѓе, тогаш верувам дека ќе има плюс дувачка секција, може плюс жичана некоја. Така да тоа треба убаво да го осмислиме, затоа е главен нашиот продуцент Лазар Цветковски, кој тоа убаво ќе го спакува у различни аранжмани. Често знам да слушам муабети дека со Андре не сте во добри односи, еве толку долго време обстојувате заедно на музичката сцена. Колку се карате, колку имате спротивставени мислења, како го надминувате тоа и пак на сцената кој ќе излезете мора да се однесувате како... Ја свеќе ти одговора моја, прво да те прашам колку пати се скарала со сестрата? 100 пати. Ето го одговор. Не се караме, ние не сме се карале смртно. Иако кажувам не сме добри односи, не, далеко од тоа, ние сме сегогаш у добри односи. Не се дружиме приватно многу. Тука веќе има разлика. Тука е голема разлика. Ја имам многу обврски, он сега има исто обврски, има детенце. Јас мојот ангажман е пута 2 од него, бидејќи имам не само за децата, него имам диџеј свирки, ја улетово знаело да свирам и по 20 дена поред. Ние контактираме, слушаме едноставно некогаш па и многу подобро што сте на некој начин оддалечени. Знаеш, ние сме јас сега моментов да му се јавам, ја ти гарантирам го саш да провериме. Пред гледачи он нема да знае, да му се му рече мости колата, дали можеш да доеш одма, он ќе рече окей, за 20 минути сум таму. Многу е повлечен, а многу паметно размислува. Јас сум тој што е јазикот и побрзи од негогаш, а Андре многу убаво ги резимира и ги знае и ги сваќа работите, ама не ги кажува и ја викам некогаш кажи си ги, пошто е лошо да ги чуваш у себе. Ја што на ум, то на друг. 20 сте татковци, ти имаш 2 деца, тој има едно дете. Колку се зборуваше дека се разделувате со сопругата Маја, па не се разделувате? Колку е тешко да се одржи еден брак и колку има вистина во сите тие муабети? Види, тие се некои приватни работи кои некогаш не треба да се кажуваат. Има и вистина у тоа и нема вистина, ја така ќе го одговорам на прашањето. Сепак се ти некои приватни работи кои ја мислам дека не би требало да ги интересира луѓето. Ние тоа што го работиме и тоа што ни се случува дома, нема потреба да се кажува. Ја можам да кажам сега дека децата ни се живи и здрави, децата ни се дружат. Сега правевме еден family barbecue во Tri Kitchen. Андре дојде со неговото детенце, со Јана, која е 3 години, 3,5. Мои индијанци беа исто таму, се дружеа, имаше многу деца, поминавме. Колкава разлика ти се... 4 години, Маки, малиот, е 4,5 години сега, Андреја е 8,5, трето оделение киде. Андреја е дадено на името Андреја, а Маријан е дадено на мојот кум и долгогодишен другар, као брат што ми е, Маци. И благодарение на него јас научив да миксам и ме воведе во грамофоните и плочите и сите тие работи. Да те вратам околу децата, што наследи од тебе? Имаат ли осет кон музиката? Ако било кој тргне по твојот пат, што ќе им кажеш? Јас нешто, тоа сега ти кажам, што ме потсети пак, Маки, ќе тргнам од малиот, Маки е права аеродромска барала. Да е жив и здрав само, тоа ќе кажам за него. И он, ако ги споредам годините, како што ги има сега и Андреја што ги имал, он е повеќе по музика, пее, го интересира, штрака. Ја не свирам никаков инструмент, иако пишувам песни. Немам еден ден музичко образование, за разлика од Андре. Андре е од таа страна, затоа сме јаки, јас сум од друга страна, од друга страна. Додека Андреја е многу свртен на спорт, во моментов игра фудбал во неговиот тим Форца тука во аеродром нормално. Зарем не е кошаркар во МЗП, сега ме збуни. Не е и но ништо чудно, знаеш децата како се префрлале. Ја играв прво фудбал, па после стигнав до прва лига кошарка. Така да јас ќе ги поддржам сето тоа што сакаат, како што мене ме поддржували колку можела мајка ми и моите блиски. Ако мене ме прашаш дали јас сакам да продолжам по овој пат, јас не би сакал. Одма со две раце се ја би потпишал да не се занимаваат со јавна професија. Така. Андре е многу емотивен, мислам и Маки, ама
Мислам дека Маки е таков очаклаен, што би рекле по старински, а Андреја е таква една добричина, што јас знам дека него сум го земал на 3 години на интервју. Он седел, ќе го ставиш тука и он седи вака као кукла. Се дружиш многу со познатите од естрадата, често споделуваш фотографии. Меѓутоа имаше една ситуација во која што се препукувавте со Слаткар. Околу се смиривте, не се смиривте, што се случи? Ние не сме се виделе со него, онија почна таа некоја хајка. Так. И околу една песна се работеше, мислам дека Не, претходно е, тоа иде претходно, после песната, пошто ја знаеш, јас стално викам дека се закачнал со погрешен човек, кој израснат на улица и знаеш, прво е лошо што нема респект што сум постар. Так. Второ е многу лошо што јас како лично сум многу сме му помагале. И до пред 2-3 години многу сум му помагал од типот на кој ќе се јавил те молам земи ми ги деца на интервју во радио или еве тија песната дали можеш да ја пушташ. Ја и ден денес ги пуштам неговите песни, кои што мислам дека можам да ги пуштам и кои мене ми се класици, кои дефинитивно он е човек за почит бидејќи он почнал некоја револуција, он да не направеше концерт, ние никогаш немаше на Саем, никогаш немаше да се дрзнеме ние да направиме. Значи он пробил некоја таква табу тема и бариера и тоа е спуштање за капа доле, ама да си така безобразен на интервју и гаден, себе ја имам позиција, сум имал и претходно ме викале, ја не сум сакал, не ми доликува воспитувањето, такво, не си мангуп да земеш и да пцуеш, или ја да го вреѓам он што прави приватно, што конзумира и такви работи. Ја можам да кажам дека он е добар дечко, мислам дека е малце изгубен управецот кој сега во моментов го прави, он е страшен талент и дол на многу мои генерации и малце помали. И верувам дека сега има некој друг мајндсет, него му се претпоставувам дека бизнис у преден план, ама ќе се свести бидејќи пријателите и луѓето кои ти мислат добро, ако ги тргаш од страна, остануваш сам. Ме прозвал една песна, ја не му останав имун, тоа што му се наврта и сите медиуми, бидејќи ние тоа што правиме никогаш не сме нападнале, секогаш сме подржувале, а работата Тамара моја ми кажа, дека од целата работа било дека јас сум кажал на некој газда да не го викаат него на настап. Тоа тврдам со две раце, потпишувам одма, нигде не се случило. Едини сме ние кои ги протажираат македонска музика и се борам за македонска музика и ги представувам и ги поддржувам секаде. Така да мене ми е жал, мислам дека ќе се средат работите. Јас немам никаков проблем, ама чекам он како помал да дојде да се извини, да се јави и се тие работи, бидејќи ја бев тој што иако дознав дека е така, јас му вртев за да се видиме и да ми каже кај е проблемот. Ако јас сум ти скаран, а ти не знаеш зашто, мора да ти кажам. Така да тоа е тоа. Владимир Блажев, Панчо, DJ Шорти. Сосема за крај, од каде DJ Шорти, зошто си Панчо? Па Шорти по мојата висина, нели или низина. А Панчо ме вика уште од мало, од моето мало. Израснав во едно мало, алтернативно, каде што се слушаше стварно квалитетна музика, рок-н-рол, панк, хип-хоп. Слушаа панк. Тоаш беше многу актуелно тоа. Sex Pistols, Exploited, GBH, дури Clash беа онака комерцијални многу. Небитно, и сите беа панкери, нормално јас слушав, бидејќи бев мал, 2-3 години или 4, тоа е многу голем гап. Нели? Но они ме дружеа, као старо мало некој бев, им бев интересен, ме тераа да крадам, да плескам тетки по газиња, да правам бели. Ја бев главниот белјатор мало. И ме ишишаа четка, беше нели панкер, четка мора да имаш, ја тоа имав коса. И ми ишишаа четка и ме викаа панкер, и од панкер испадна Панчо. Панчо, така. Да. А зашто навијам за Хајдук? Хајдук, да. Прв надпревар кој сум ја евер отишол било на исток на Хајдук, и ја од тогаш. А иначе израснат сум у Пула, долго време, ја Охрид не знаев до 9 години како изгледа. Имам роднини у Пула и најверојатно таа љубов према Хрватска и тој тоа прво возбудување на стадион со Торцида ме допрело и ете цел живот сум за Хајдук, кога ме прашуваат за кој си, као не си за Реал, не си за Ливерпул, ја ги сакам тие клубови, ама навивам од срце за Хајдук. Ти благодарам уште еднаш беше гостин во... Фала и на вас, дефинитивно ги поздравам уште еднаш вашите гледачи, да траете многу и тука сме секогаш што ви треба.